почитувани во наредниве неколку минути, а во пресред на закажаниот мирен протест за 29 мај, разговор ќе водиме со Ана Дуковска и Миле Николовски, членови од Организациониот одбор за протестите во Организација на македонците од светот. За таа цел ги покануваме да ни се придружат во студиово, веќе сме тука. Добро ви утро, драга Ана, и добро ни дојдовте повторно на Македонски корени. Ана, не ве слушаме. Не ве слушаме воопшто. Дали се слушаме со Златко? Добро ви утро и на вас, господине Николовски, и добро ни дојдовте вие на Македонски корени за прв пат, ако се слушаме. Добро утро, мислам дека се слушаме. Така. Ана, дали се слушаме сега? Не се слушаме, не ве слушам. Вие знаете да баратате со технологијата. Дали ќе успее сега да го вклучите микрофонот? Сега во ред? Да, сега е во ред. Добро ни дојде на Македонски корени, Ана. Добро утро, добар ден на вас, ви благодарам на поканата. Добро ви утро и на вас, господине Николовски, Ана, и од мене и добро дојдовте на Македонски корени. Пред да се впуштиме во разговоров за главната тема на денешното ваше гостување, а тоа е вториот закажан мирен протест во Организација на македонците од светот, кој е закажан за 29 мај, следната сабота. Сакам само да ги слушнеме вашите импресии од минатиот протест кој се одржа пред речиси месец дена. Прво Ана, доколку може, па потоа Миле. Може. Сега подобро се слушаме? Да, ајде повелете. Благодарам. Очекувавме голема излезеност и поддршка на сите македонци по род и државјанство, баш како што беше нашиот повик. Да не беше пандемијата, верувам дека ќе беше излезеноста многу поголема, но сепак резултатот од протестот е дека ги надмина нашите очекувања. Миле? Па, како што кажа Ана, очекувавме стварно голема излезеност, пред се го надминавме онај прак на надпартијско нешто што не спојува, затоа кажавме по род и по чувство и по сите тие сопствени убедувања македонци беа повикани, така да го минавме прагот над партиското и очекувавме, како што кажа Ана, да не беше пандемијата, ќе имаме многу поголема излезеност, така се надевам и за наредниот протест. Така, Ана, се успеали да се постигне една од целите за која и разговаравме пред неколку месеци на трибините Диаспората за македонските работи, а тоа е обединувањето и второ, дали жарчето кое го пронајдоа македонците од светот, а кое го оставија за заедничка Македонија, го запалија пламенот на надежта за демократија, правда и слобода на уставобранителите. Бети, мислам дека успеавме на некој начин да ги ослободиме македонците од сите стравови кои ги чувствуваат за да не го искажат тоа што го чувствуваат и за да не го покажат тоа што го мислат. Мислам дека тука имаме некој мал исчекор напред кон тоа поголемото кое верувам дека ќе следува понатака. Како резултат на протестот видовме раздвижување во Македонија од политичари и луѓе кои се на политички функции, кои почнуваа наеднаш да го менуваат својот став, што се однесува до уставобранителите и да кажуваат дека уставобранителите не се терористи. Што мислам дека е на некој начин еден успех, секако дека работата е далеку од целта постигната, но близок чекор кон целта. Господин Николовски, дали се успеа со првиот протест да се направи пресврт во размислувањата кај дел од лидерите на политичките партии во смисла на будење на нивната свест и самосвест и да се преиспитаат во нивната перцепција околу уставобранителите кои неправилно се осудени? Мислам да, нешто се придвижи кон таа точка, кон спојување на македонското
гледиште, така што мислам дека сите сватија дека целта е една единствена, тоа е Македонија на Це, и дека веќе стравот е надминат и ова квинслишка така наречена власт, сите притисоци што ги прави и тие донесуваат до еден да кажеме така испустен вентил каде што народот веќе го надмина стравот и нема повеќе што да се плашат, си го изнесува своето мислење и мораме на било кој начин да ги поттикнеме и барем во тој правец и тие политичките лидери да сватат дека народот бара само едно од нив, а тоа е да ги заштитат македонските национални интереси. Така, за 29. мај закажан е вториот мирен семакедонски народен протест во организација на македонците од светот. Господине Николовски, дали е се подготвено и какви се вашите очекувања од овој протест? Мислам на бројноста, но и на поддршката на овој мирен протест од страна на политичките партии, граѓански здруженија и групи, но пред се македонскиот народ. Пред се подготовките се уште течат. Големината на протестот се надевам дека ќе биде и многу помасовен и доста посетен од минатиот, од минатиот. Така што луѓето на првиот протест се ослободија малку од прангите кои ги држеше власта. Сега ќе излезат во поголем број, се надеваме. Целите кои ги баравме во првиот се уште не се остварени, затоа ги имаме и вториот протест. И се надеваме дека оваа корумпирана власт ќе најде и смогне сили, а и судството се надевам кој е доста корумпирано и кој го таргираме, ќе најде смогне сили да го преиспита, да е преиспита поточно донесената одлука за осудените за 27, каде што делото тероризам е многу високо ставено на нивните глави, така да кажеме дека таа осуда што ја донесоја е доста драконска и нереална. Се надеваме дека и политичките партии кои дадоја поддршка на минатиот протест и здруженија ќе го дадат и сега, а и се пред се најмногу македонскиот народ ќе ја даде поддршката, пошто гледаме дека неправдата ни ја уништува сопствената држава и така полека ја губиме, затоа и народот ќе излезе да ја даде поддршката, а и останатите партии и здруженија, се надевам. Ана, мотото на овој протест е малку променето од минатото. И сега овој мирен протест оди со мотото Слобода за Македонија, правда за уставобранителите. Има ли некаква символика ова промена на мотото на овој мирен протест? Символика. Би рекла дека слободата за Македонија ќе почне со остварување на правдата на уставобранителите. Ние не бараме да бидат амнестирани и ослободени, ние бараме да го добијат заслуженото правично судење, да се отвори повторно постапката, да се примат и разгледаат новите докази кои постојат за случајот, тие што се огрешиле према уставот и законите да одговараат, останатите треба да бидат ослободени. И сметам дека падот и сите работи кои се случуваат во Македонија започнаа баш од тој 27 април 2017 година, затоа и ние почетна точка на нашиот револт кој го изразуваме преку овие протести кон власта која не ја признаваме во целиот нивни мандат, откако се инсталира форсирано па се до ден денес. Затоа ги започнавме протестите со барајќи ја правдата за уставобранителите и штом таа правда биде задоволена, верувам дека и Македонија ќе биде ослободена. Ана, ситуацијата со корона пандемијата си го прави своето и вие како представници на македонците од светот, но и другите кои не се во организациониот одбор, сте и сме спречени да присуствуваме физички на овој протест, исто како и на минатиот. За да се организира еден ваков настан, потребна е голема логистика. Ја добивте ли таа потребна логистика? Ке ни дадете ли повеќе информации околу тоа?
Секако дека за жал поради пандемијата, како што кажавте Бети, сме спречени да бидеме лично присутни. Иако сите сакаме со душа и срце сме таму меѓу и ние како македонци, меѓу сите македонци кои ќе излезат и кои ги повикуваме да излезат, да ја дадат својата поддршка на тој протест, но секако со оглед на тоа што ние лично не сме присутни таму, потребна е голема логистичка поддршка која секојдневно ја добиваме од искрени македонци, патриоти кои се приклучуваат да помогнат, нудат предлози и решенија само за да биде протестот барем ако не поуспешен исти како претходниот. Господин Николовски, дали имате нешто да дадете на ова случајно Ана да пропушти нешто? Таа не пропушта, ни тоа може да се случи. Не, Ана ништо не пропушти, али пред се би додал само уште едно, да им се заблагодарам на сите тие родолюбови македонци што даваат од своето слободно време, се ангажираат да помогнат околу протестот, се ангажираат околу техничките поддршки, се ангажираат околу масовноста и така. Пред се мислам дека заслужуваат еден голем поздрав и една голема благодарност од наша страна. Дали се преземаат мерки и кои мерки ги преземате или ќе ги преземате за да можат да присуствуваат на овој протест и оние од надворешноста? Овде мислам на оние кои живеат во другите градови во Македонија, не само оние од Скопје. Ево, Миле, бидејќи немаше што да додаде преска. Мерки се преземаат од, како што кажавме, родолюбиви македонци кои се трудат на секој можен начин од натрешноста на Македонија да организираат дали по собствен со собствени возила или да се организирано патување, се прават напори на тие работи и ќе има некаде. И како што кажав, сето тоа е поддржано од луѓе што целосно и се посветуваат на македонската кауза и така да нема некој си ни една од тие во наводници политички партии што стојат или го поддржуваат, туку сето тоа е во организација на родолюбиви македонци и патриоти што се сакаат сопствената држава. Ана, дали можете да ја потсетите македонската јавност на главните барања на овој мирен протест? Како што спомнав и преска, нашето главно, основно и би рекла единствено барање е да апелација да ги објави конечно пресудите, за да може да се почне да се делува понатака и да се отвори случајот, да се преиспита повторно случајот со оглед на новите сведоци и докази со кои се располага за целиот случај. Тоа е најверојатно и вашата крајна цел на овие протести, нели? Така. Од разговорот ние кои го имавме со Бети, со лидерите од За заедничка Македонија минатата сабота, господинот Богдан Илиевски и Борис Дамовски, дознавме дека апелација се уште им ги нема врачено пресудите во пишана форма на обвинетите кои сега се во затвор. Дали планирате еден од наредните протести акцентот на протестите да го насочите токму кон апелација за да му ги даде пишанијата одлука за она што се осудени? Обвиненија? Па не е исклучена и таа можност, секако ние во нашите обраќања и телевизиски гостувања, еве сега пред протестот и во нашите повици до граѓаните кои ги покануваме да заземат учество во процесот, укажуваме на тоа дека апелација ги нема врачено пресудите и само заради таа некомпетентност која ја покажува во целиот процес е во фиока и не може да се оди чекор понапред. Секако, пак ќе повторам, не е исклучена и таа можност да се премести, да кажам, локацијата на протестот во некој од наредните, но за сега не би сакала да зборувам се додека не се знае дека официјално следниот протест ќе биде пред
таа зграда. Миле, ние кога се договаравме за овој протест, проговоривме на оваа тема, па не се сеќавам дали зафативме и нешто друго околу тоа. Можеш да не подсетиш? Мислите околу преместување пред апелација? Да, и околу тоа што не им се дадени уште обвиненијата. Па, со неиздавање на обвиненијата во пишана форма, мислам дека се тука и прекршена и постапката е на веќе на лицата кои се осудени, така да со самата неактивност на судовите или на судството во Македонија, тука веќе им се прекршени човековите права. Јас се надевам дека нема да има потреба уште од помасовен и поголем митинг, мислам протест како што е овој, дека ќе смогнат сили и сите тие што се на чело на корумпираното судство, ќе смогнат сили да им ја достават пред се одлуката на апелациониот суд, за да можат конечно луѓето да си ја бараат правдата по сите институции, на сите судски институции, да не биде ова сега тие што ги држате во неизвестност и едноставно времето им тече, луѓето сте затворени, немаат никаков пишан документ дека се затворени, со тоа им ги кршат и нивните човекови права, што е една од најосновните апостолати за едно демократско општество, да се почитуваат човековите права. А во овој случај тоа не е. Затоа и оставаме можност, како што кажа Ана, отворена и за понатамошни протести пред се што можеме локацијата да се промени, ама оставаме отворено и се надеваме дека тие ќе реагираат што побрзо. Да нема потреба да имаме повеќе протести. А на минатата сабота ги прашавме нашите соговорници, господата Богдан Илиевски и Борис Дамовски, дали тие како лидери на заедничка Македонија дали би прифатиле да бидат дел од организациониот одбор. Добивме позитивен одговор. Сте размислувале ли и вие од организациониот одбор и ако не, дали би размислиле да ги приклучите и нив, да имаат поголем ефект овие и протести? Бети, и јас лично и други поединци од организаторите на протестиве сме во контакт со сите кои сакаат да се вклучат во логистичка поддршка во Македонија. Бидејќи ние кажавме, ја превзедовме иницијативата да ги организираме протестите само за да се избегне таа партиска или било друга каква етикета на самото движење, на самиот протест, така да сме разговарале повторно со нив и знам дека има и изјава дадено веднаш по протестот каде што кажаа дека сакаат да се приклучат кон со поддршка, секако лично и беа присутни на минатиот протест, но сакаат сега да се вклучат со логистичка поддршка во Македонија и секако да помогнат во се поголема масовност и поголем притисок кон институциите за конечно да го пуштат својот глас и да преземат одлуки. Така да ние немаме проблем со никој да се вклучи во поддршка и во логистичка координација во Македонија и никој до сега не бил одбијан од тие што ни пристапиле со своји идеи и секако со поддршка на нашата цел. За крај го оставивме најдоброто и најважното. Да испратите по една порака, секој поединечно, до оние кои што имаат можност, кои што се во Македонија, за присуство на овој мирен протест. Прва, Ана? Благодарам, Јон. Почитувани и драги македонци, браќа и сестри, пороти, државјанство. Секој кој има македонски пасош и е македонски државјанин без разлика на вера, без разлика на политичка припадност, без разлика на припадност на етичка заедница, е македонец и располага, ужива права во државата, но има и обврски да ја заштити државата и да контрибуира кон подобро општество за нас и за идните генерации кои живеат во Македонија. Верувам дека сите сте исплашени, верувам дека сите чувствувате некакви притисоци
од тие кои ви го даваат тоа парче леб за кој вие тешко одработувате, да го добиете и да го ставите на вашата маса, но со ослободување од тие пранги и од тие притисоци ќе помогнете само кон ослободување на Македонија и создавање на тоа подобро општество за сите нас. Како никогаш до сега сплотени, исто како и минатиот пат, повикувам апел до сите да излезете, да дадете поддршка за правда за уставобранителите и слободна Македонија. Миле? Како што кажа Ана, да се надоврзам јас малце, почитувани брајке и сестри македонци по род, по државјанство, без разлика на вашата верска или политичка определба, ние од одбор, така да кажеме, за ве повикуваме сите да излезете, да не се плашите повеќе, да ги отфрлиме прангите кои ви натежнале на вашите раце и нозе, да се ослободиме едноставно, да ја ослободиме Македонија од оваа квинслишка и оваа ненародна власт. И би се надоврзал со едно што сега го славевме 145 години од македонското востание или така наречено разловечко востание со девизата на дедо Илјо Малешевски: станете да ве ослобода. Тоа што значи ние да станеме, да се ослободиме од сите овие неправди што и се нанесени на нашата татковина, на нашата Македонија, за сите овие неправди што сакаат да ги нанесат и да им кажеме само едноставно: доста е веќе, не ви се плашиме и народот е разбуден и време е веќе да се одите. Дуковска Николовски, задоволство причини вашето учество во Македонски корени. Верувам и нашите слушатели со внимание не слушаа. Ви благодариме и секако посакуваме успех до крај со вашето делување. Заедно со сиот македонски народ за правдата на уставобранителите и слобода за Македонија. Имајте си убав остаток од викендот, пријатно, до слушање и довидување. Ви благодариме уште и од мене. Остануваме во контакт. Се слушаме. Пријатно, имајте убав ден. Пријатно. Разговаравме, почитувани, со активистите Ана Дуковска и Миле Николовски по повод се македонскиот народен протест на македонците од целиот свет и од татковината под слоганот правда за уставобранителите, слобода за Македонија. Мирен протест што ќе се одржи на 29 мај пред владата во Скопје. Бидете тамо, почитувани македонци.